Добро утро, вести во 8. Собранието синоќа ги избра новите министри во рамки на реконструкцијата на владата, предложена од премиерот Христијан Мицкоски, која беше на седницата на 112-та седница на дневен ред. Опозицијата го напушти собранието, но седницата за реконструкција на владата продолжи и заврши со избор на новите министри. За нов министер за правда е избран Јетон Шасивари, член на Вреди. За нов министер на земјоделство, шумарство, водостопанство Борче Серафимовски од движењето Знам. За нов министер за односи меѓу заедниците Агон Ферати од Вреди. За нов министер за здравство Сашо Клековски од ВМРО ДПМН. За нов министер за туризам и култура Седат Сулемани од Вреди. За нов министер за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски од ВМРО ДПМН. За нов министер за локална самоуправа Иван Стојковиќ од ДПСМ и за нов министер без ресор Ерџан Демир од ВМРО ДПМН. Сите министри беа избрани со 69 гласа за, без ниту еден воздржан и против. Изјавувам дека функцијата ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Северна Македонија. Благодарам. Инаку за време на одржувањето на седницата во собраниската сала беше и тензично. Се обраќам на граѓаните на главниот град, кои имаат влада која пред се 2021 го презема владењето со главниот град и го доведе до ниво на непрепознатливост. Се обраќам на граѓаните на главниот град, кои имаат главен град кој личи на се, само на не на главен град. Замислете, тој треба да се бори за вас, а тој нема храброст овде во парламентот да го слушне председателот на владата како му реплицира, бидејќи ја има честа како последен говорник од опозицијата. А во суштина, тој истиот, кога имаше можност да се кандидира за градоначелник на градот Скопје, прво, се откаже од својот родител. Се сеќавате на една дебата, денешниот градоначелник на градот Скопје му рече дека неговиот родител има диво градва, тој се откаже од својот родител. Замислете, човек кој што се откажува од својот родител треба да ги брани граѓаните во Македонија, јавно, на медиум. И второ, на прашањето да ги наброи јавните предпријатија во градот Скопје, тој не знаеше ниту едно да го наброи, а денески им се обраќаше на скопјани. Ево го, сега го нема, срце ко глушец, но брзозборец, морам да признам, брзозборец, иако тоа што го збореше немаше никаква логика, освен демагогија. Запален автомобилот на обвинетиот за перење пари и криење имот апелационен судија Ѓоко Ристов. Пожарот е подметнат пред станот на Ристов, кој се наоѓа во куќен притвор. Случајно или не, коментарите во дел од јавноста се дека причина за подпалувањето може да биде последниот јавен настап на сопругата на Ристов, во кој таа изнела скандалозни детали поврзани со истрагата. Било опожарено патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки, собственост на ДР. Од пожарот биле оштетени и патничко возило Volkswagen Туран, собственост на ДМ, патничко возило Сангјонг, собственост на СС и деловен објект, собственост на ГЛ. Огнот бил изгаснат од бригадата за противпожарна заштита Скопје. ОЈП објави дека биле собрани рекордни приходи од пријавен доход во вредност од околу 10 милиарди евра. Најголемиот дел од нив се одработен однос. Рекордни пријави за остварен доход од речиси 10 милиарди евра стигнале во управата за јавни приходи. Бројките покажуваат раст на пријавениот доход лани од над 1,2 милиарди евра во споредба со претходната година, а со тоа е повисок пресметан данок на личен доход, кој достигнува околу 650 милиони евра. Најголем дел од пријавите се одработен однос, што покажува дека платите се доминантен извор на приходи кај граѓаните.
По овој основ пријавени се 7,5 милиарди евра, за кој е платен данок од 463 милиони евра. На второ место се приходите од капитал, скоро 400 милиони евра, за кој е платен данок од 40 милиони евра. Овде спаѓаат дивиденди од акции, камати од депозити, обврзници и други харти од вредност, како и приходи од инвестициски фондови. На трето место е доходот од продажба на сопствени земјоделски производи, кој достигнува 363 милиони евра, пошто следуваат добивките од игри на среќа и приходите од закуп. Бројките покажуваат дека голем дел граѓани не ја користат можноста лично да проверат дали им се точни даночните пријави, се вели во соопштението на УЈП. Само 26.650 пријави се лично потврдени од даночните обврзници. Над 313.000 граѓани платиле повеќе данок и имаат право на поврат, додека над 208.000 треба да доплатат околу 3,4 милиони евра. Податоците покажуваат и дека над 158.000 граѓани се уште немаат активирано кориснички профил во системот на УЈП и не можат да извршат увид во пријавата. Инаку годинава УЈП поднесе решение да платат данок и граѓаните кои работеле во странство во 2020 и 2021 година, што резултираше со неколку протести пред дирекцијата и негодување зошто по 5 години сега да плаќаат данок. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Големо поскапување на дизелот од 5,5 денари, а на бензините од 1,5 денар по литар од полноќ. Премиерот Мицковски минатата недела изјави дека состојбата се следи и ако цените продолжат да растат, владата повторно ќе активира мерки. Поскапуваат горивата. Регулаторната комисија ги донесе новите цени. Од полноќ бензините одат нагоре за денар и пол. Евро Супер БС 95 ќе се продава по 87 денари, а 98 октанскиот ќе чини 89 денари. Литар дизел пак поскапува за 5,5 денари и ќе се точи по 88 денари. Ова доаѓа од како нафтата на светските берзи минатата недела скокна поради новите тензии на Блискиот Исток. Од регулаторна објаснува дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување, кај бензините во просек за 3,4%, а кај дизелот зголемувањето е во просек за 11%. Денеска суровата нафта од типот Брент се продава за околу $79 за барел. Премиерот Мицковски минатата недела рече дека состојбата се следи, иако цените продолжат да растат. Владата повторно ќе активира мерки на располагање намалување на ДДВ-то или кратење на акцизите. Предходните владени мерки, кои беа во сила од март до средината на јуни, ја чинеа државната каса најмалку 24 милиони евра. Новото поскапување на горивата доаѓа токму во период кога инфлацијата почна да се смирува. Државна статистика измери раст во јуни од 3,4%. За растот на цените ќе се дискутира и на економско-социјалниот совет. Седница е закажана за во четврток. Мартин Арсов, Сител телевизија.